Утре истекува пролонгираниот рок за поднесување барања за легализација на дивоградби. Предмет на легализација и со овој рок се објектите кои биле функционални заклучно со 3 март 2011 година. Барања за легализација заклучно со утре ќе може да поднесат и компаниите што имаат инфраструктурни објекти, оптички бакарни кабли, водоводи и друга инфраструктура. За новоподнесените барања, рокот за доставување геодетски елаборати е до крајот на наредната година. Овој рок, овие барања се однесуваат само на објектите кои што се изградени и функционални до 3.3.2011 година. За објектите за кои што ќе биде констатирано дека се градени по овој рок, соодветна постапка ќе поведе градежниот инспектор, односно ќе се води постапка за отстранување на истите. Претходно се разбира дека овие барања во постапката за легализација ќе бидат одбиени, а подоцна, како што напоменав, ќе се води постапка од страна на градежниот инспектор. Граѓаните до утре може да достават барања за легализација во општините и преку пошта. Во Делчево во пролонгираниот рок поднесено е 481 ново барање за легализација. Во општина Делчево по законот за легализација од 2011 година има поднесено 2589 барања, од кои 840 се решени позитивно, а 24 се одбиени. Со измените на законот за легализација, кој завршува заклучно со 31 март 2016 година, до денес има поднесено 481 бара. Се уште трае и аплицирањето на социјално ранливите категории за бесплатни елаборати. Од почетокот на процесот на легализација од 2011 година беа доставени 360.000 барања за легализација на дивоградби во државата. Од нив правен статус добија над 147.000 нелегално изградени објекти. Во источниот регион најмногу барања за легализација се решени во општина Штип. Од поднесените над 10.400 барања решени се половина. Во пролонгираниот 3-месечен рок за поднесување барања за легализација во Штип поднесени се над 1000 нови барања за легализација. Во Кочани пролонгираниот рок го искористиле околу 600 граѓани, а од вкупно поднесените околу 6000 барања во 2011 година правен статус добиле 3000 нелегално изградени објекти.